Во студиото на Здрава Македонија по 9 часот се дружиме со Елена Стојанова Димитров, директорка на Средното училиште Раде Јовчевски-Корчагин, магистар Бојан Богдановски, специјалист клинички логопед, и пчеларот Благојше Најдовски. Останете со нас до 11 часот. Така, останата со нас се до 11 часот. Уште еднаш да ве поздравам, добро утро до сите вас кои што не следите или сега се вклучувате на програмата на Канал 5 телевизија и ќе уживате во разговорот со нашите тројца гости. Ова утро домаќинки сме јас и Александра. Официјално добро утро пред гостите и гледачите, Александра. Така, Бисера, добро утро за тебе, добро утро за целата македонска јавност. Верувам дека уживате во се она што заедно со Бисера го направивме рано изутрина, а така ќе биде и во овој дел од денот кога на оваа трпеза обединуваме различни професии и правиме интересни разговори со кои верувам ќе го задржиме и натаму вашето внимание. Но Бисера, како што е редот да се ги поздравиме уште еднаш. Така, да ги поздравиме уште еднаш и да видиме што имаме на масата, бидејќи ни е полна трпезата, Александра. Барем таа половина ни дала, така. Твојата половина. Добро утро велам за магистар специјалист клинички логопед Бојан Богдановски. Може би многу поретко доаѓаш ти кај нас, почесто ние кај тебе снимаме многу интересни теми, но добро ни дојде во студиото на Здраво Македонија. Добро најдов, благодарам за поканата и еден голем поздрав за сите кои не гледаат. Така, имаме интересни теми и нешто што треба да го најавиме, но во текот на емисијата да слушнат и гледачите. Добро утро велам за госпоѓа Елена Стојанова Димитров, директорка на Средното училиште на град Скопје, Раде Јовчевски-Корчагин или Корчагин скратено, сите така го викаме. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Чест ми е што денес сум тука. Ние се гледаме често, најчесто линковски нели, меѓутоа драго ми е што сум денес овде со вас. Така, обратно, малку вие да ни на гости. Веќе Корчагин го знаеме цело училиште, сме биле кај вас на гости. И добро утро велам за господинот Благојше Најдовски, кој што ни доаѓа од Велес. Добро утро. Пчелар по професија, хоби, занимање, да, се. Значи, јас сум професионален пчелар, меѓутоа ме знаат како иноватор и како едукатор на ниво на Балкан на тема пчеларство и иновации, значи во пчеларството, меѓутоа подоцна ќе ги кажеме деталите за таа работа. Така, може веднаш да ги кажеме, бидејќи имате многу производи кои што ни донесовте, да видат да слушнат и гледачите, споменавте иновативност, награда која што ни ја донесовте од Нови Сад. Значи, јас сум познат иноватор на ниво на Балкан и исто така имам публикувано оваа година, 2026 година, 2 книги за пчеларство. Едната е Полен и перга, другото е Трутовско млеко, кој што беше во рамките на еден проект од Европска унија. Така. Она што е интересна како приказна, значи за мене, иначе сум магистар по земјоделски науки, говорам 4 јазика и сум познат на Балканот по моите пчеларски иновации. Она што би сакал да пренеса на младите е да го сакате она што го работите и да 5 минути кои што Господ ви ги дал ви траат цел живот, јас го работам тоа цел живот. Така. И она што е интересно, приказната е многу интересна, значи пред 7-8 години почнав со овие работи посериозно да се занимавам. Меѓутоа нема финанси да го изфинансирам сето тоа. И сега приказната е интересна дека токму од овие 2 книги заработив некои 20.000 евра кои што ги инвестира во машинерија, во машини кои што имам уникатни производи кои што се на ниво на Европа и на Балкан уникатни, меѓутоа за тоа потоа станува збор за храна која што е секојдневно наменито на астронаути на Вселенската станица. Од проста причина затоа што храната која што ја јадеме, значи прехрамбената индустрија трагајќи по профит, таа фактички се обидува да имитира вкус, да имитира нешто друго, а ова се враќаме на корените на исконот, каде што фактички бојата е оригинална, вкусот е оригинален, се е оригинално. Замислите, ако е добро за астронаутите, тогаш за секој просечен македонец. Што всушност ова што го држи? Еве како може и водата да се ја разбавиме или како ова се конзумира? За Александра ќе наставили. За што станува збор? Овие производи се добивени по пат на лиофилизација. Лиофилизација е сушење по пат на минусни температури во вакуум. Што ќе рече, например, ова е сад цвекло, тоа е ставено во специјална машина која што има минус 70 работна температура, во исто време и има вакуум, каде што фактички
замрзнатиот производ во случајот цвеклото, ја избегнува течната фаза на агрегатна состојба, директно во газ и добивате буквално производ кој што нема буквално влага во него. И пошто јас сум пчелар и имам мед и кога тие работи ќе се стават во медот, затоа што медот е исклучително голем конзерванс, една мала пикантерија за гледачите. Кога Александар Македонски фактички умира во тогашен Вавилон пред 2000 години, со цел да се направи погребната процесија, неговите генерали го ставаат во буре со мед, затоа што фрижидерите се измислени дури после 2000 години. Единствен начин да неговото тело се конзервира, се донесе во Македонија некаде, не е битно каде, кај што може да се направат погребните процеси, било да се стави во мед. Значи, некои 3-4 месеци со тогашните превозни средства од тогашен Вавилон, денешен Багдад до денешна Македонија, можело да се стави само во мед. Значи, медот е исклучително голем конзерванс и оно што е друго интересно, кога ќе се стават сите овие овошје и зеленчук внатре, се добива витаминска бомба од проста работа. Например, сега сите оние кои што имаат проблем со железото не може да јадат цвекло од икс причини, меѓутоа кога е ставено внатре, тоа со една лажичка денеска ги задоволуват потребите од железото. Значи, станува збор за иновативен производ кој што го има само во Македонија. И се враќаме на искона... На нашите предци, да, порано бабите и дедовците ова го правеле, така. Да, тоа е тоа. Денеска за имунитет во медот ставате коприва, ставаме нешто што нашите предци, баби и дедовци го знаеле, го практикувале, а како да го подзабораваме, па се преминуваме код суплементација на истото. Секоја чест, каде ова може да го пронајдат сите кои што сакаат да ви се обратат? Што се ова значи покрај тоа што е добро за имунитетот, за здравието, споменавте железо, зашто се имате бенефит? Вака, сега, станува збор за цела палета на производи. Така. Она што е битно, направивме семејна фирма која што се вика Медотека, значи не е библиотека, нема книги, има мед и разни работи. Меѓутоа има и други пчелни производи кои што се многу интересни. Она што е битно е со оглед на фактот дека медот доколку ја надмине 21% влажноста негова, тој може да ферментира, да се расипе. Значи било кое овоше ако ставите или било нешто друго што има вода, кој ќе го ставите во медот, фактички таа вишок на вода што ја има во овошето и зеленчукот, фактички доаѓа до ферментација и расипување. Овде ќе имате буквално суви производи и небото е граница кои све комбинации може да ги направите. Овде ќе имаме јаболко, имаме јаготка, имаме банана, лимон. Кој ќе направите комбинација, например, зборуваме за цвеклото. Цвеклото е одличен извор на фолна киселина, на железо, на витамин С и на други антиоксиданси. Кога ќе се стави лиофилизирано во мед, кога натре ќе се стави лиофилизирана шипинка или лимонче, значи витаминот С помага во апсорбцијата на железото. Едноставно нема потреба да одите во аптека, туку храната треба да ви биде лек и на тој начин си помагате самите себе си. Храната е лек и здравје. Да. Лиофилизацијата на нашите граѓани не им значи ништо, но храна која што ја конзумираат астронаутите е многу по-народно и по-доближено до... Или она што би сакал само уште една реченица, ако може, јапонците 1980 година воведуваат еден нов термин во исхраната, тоа е функционална храна. Што значи функционална храна? Кога храната во исто време е и лек. Добро. Што сака да каже јапонецот? Сака да каже, например, сега ако земете чипс, чипсот е храна, ама не е функционална храна. Зошто? Затоа што е процесирана, ставена внатре работи... Се што не ни треба. Што не ни треба. Мононатрон, глутаминат, сол и други работи. Меѓутоа, ако тој истиот компир го испечете во жар, каде што фактички ги задржал сите негови нутриенти, тогаш тој истиот компир станува функционална храна, кај што помага за некој орган или некоја функција во организмот. Медот и пчелните производи се исклучително добра функционална храна, каде што едно е да ја заситите желбата за глад, а друго е кога храната е лек. Фактички и медот и сите овие овошја секој си има своји специфики кои што помагаат на некоја функција во организмот. Најубаво е да ја користиме храната како лек. И фактички се чувствувате подобро и поздраво. Еве Елена, ќе прашаме дали наутро се буди со мед? Може би најчесто знаеме наутро мед да земеме една лажичка. Искрено не. Значи медот кафе е алерген во нашето семејство, па никако со таа нишка сме скарани. Так, не, добро. со кафе. Утрото го почнувам со кафе
И денот го завршувам со кафе, тоа е некој мој ритуал. Сакате со колегите, колешките да пиете на работа? Првото кафе го пијам сама со себе. И дома, со себе. Да, прва само со себе. Така, ќе се вратиме на Корчаген. Еве Александра, верувам ќе се согласи на времето кога требаше и ние да се запишуваме во средно. Корчаген важеше од една од построгите каде што се учи. Па нели размислува учениците ако учат може во Корчаген, ако не учат толку друга гимназија. Се уште ли директор ќе го држи Корчаген тој статус на па несериозно, строга да речеме средно училиште каде што се учи? Знаете како? Строга е еден поинаков сега термин кој што не би сакала да го вметнам нели во нашето училиште, меѓутоа можам да кажам дека е училиште кое што се уште е со на реноме, училиште кое што за ние велиме дека е расадник на кадри во нашата држава, значи можам да кажам дека секој еден корчагинец понатаму е успешен. Без разлика каде ќе се пронајде или веќе дошол со идеја што понатаму во животот сака да развие за негова кариера, се пронаоѓа и успешно се вклучува во општеството. Пред се е традиција, морам да кажам, значи Корчаген е традиција, кога доаѓаат да се запишуваат, вели јас завршив тука, моите родители, кумот, старосватот нели така натаму, тука ќе учи и тука одлучи да учи и нашето дете нели по дефолт. И по дефолт ќе биде успешен за тоа што е тука. Ние правиме се за да биде успешен, да се пронајде во средината, да му биде пријатно, затоа што сепак се адолесценти, значи се во години на развој, во години кога треба да се пронајдат, да се чувствуваат прифатени, да се чувствуваат еднакви со соучениците. И да можат да, ако немаат афинитети кон кои што нели се наклонети, да можат да ги откријат тука и да се вклучат во сите вонучилишни активности кои што ние ги нудиме, сите соработки за да можат да кога ќе се пронајдат во некоја област, тие веќе стануваат, добиваат крила за во сите области да можат да се пронајдат и да бидат успешни. Значи тоа е она кое што се стремиме да им го понудиме на секој еден наш ученик. Така, со години го споменавте дека важи за реномирана гимназија од времето Корчаген, но се менуваат и времињата, особено технологијата и брзиот развој на технологијата. Колку ги следите тие технолошки промени и ги внесувате во секојдневните предавања и активности во Корчаген? Се менуваат технологиите, се менуваат генерациите, се менуваат учениците, се менуваат родителите, па се менуваме и ние, нели? Се модифицираме според она што е актуелно. Не е само технологијата, тука се веќе и проекти, пак ќе кажам, вонучилишни активности, значи не се оние генерации каде што било учењето, евентуално до библиотека, одењето и дома. Учење не. Сега учениците сакаат да бидат вклучени во вонучилишни активности, да бидат познати по нешто, значи да остават некаков белег по кој што ќе бидат препознатливи понатаму. И ние им дозволуваме, ги охрабруваме, ги поттикнуваме, им помагаме буквално на секој ученик во секоја област. Ако е спортист, да се пронајде во нешто што ќе биде од областа на спортот. Ако е биологија, хемија од областа таму, математика, значи без разлика, иновации, имаме буквално се, во сите професори се расположени за соработка, им помагаат и буквално ги вклучуваат во се. Така, и ова е период кога основците треба да се запишат во средните училишта, па ева одлична можност да слушнеме и делни така. Зошто треба да го Зошто треба, да. Ние веќе имавме отворен ден кој што официјално го реализиравме на 16 мај во саботата. Беше со огромна посетеност, морам да кажам дека сме презадоволни, искрено ни е драго за тоа што покрај тоа што имаше голем број на ученици, беа сите ученици кои што се веќе наградени од основно, значи тоа се првенци на генерација во основните училишта, ученици кои што добивале меѓународни државни награди, родители кои што беа дојдени со нив, кои што точно концизно имаат прашања и знаат каде сакаат да ги насочат нивните ученици. Значи не работиме само на квантитет, работиме и на квалитет. Така. За некои од средните училишта слушнавме дека има и некои приемни испити. Дали тоа важи за Корчаген и кои се критериумите еден како се вика основец? Така, да може да се запише. Значи критериумите се направени од Министерството, важат за сите гимназии, меѓутоа во зависност од бројката на пријавени, доколку бројката е поголема, тогаш се прави приемен, се реализира приемен испит. Искрено годиниве наназад не сме имале потреба од такво нешто, затоа што сепак се запишуваат нели оние, ке речам, појаките ученици, не се толку бројни најверојатно во градот, меѓутоа ние сме
познат и по билингвалната француска паралелка, која што повеќе од 25 години постои во училиштето, но од пред 2 години, односно сега ќе запишеме трета генерација на германска паралелка. Да, тоа е многу убава исто новина, која што навистина со брзина на светлината стана актуелна. Минатата година ја наполнивме бројката во граници на барањето, меѓутоа за оваа година очекуваме поголема бројка и голема е веројатноста да имаме приемен испит за германската паралелка. Учениците кои што беа на отворениот ден им кажавме, запознаени се, меѓутоа тоа е она што не охрабрува, велат спремни се за приемен испит, сите го знаат јазикот, сите напредуваат, наградени се и се свесни дека ќе се соочат со него. Така, ги споменавте учениците и бројот на ученици. Изминативе години сведоци сме и на иселувањето на цели семејства, не само на младите и не само за Корчагин, туку и за други средни училишта. Каква е бројката годинава или изминативе неколку години, ако се направи една статистика? Да. Се намалува ли бројот? Опадната е бројката, значи тоа е глобално. Не е само во нашето училиште, тоа е бројка со која што се соочува, ситуација со која што се соочуваме сите. Можам да кажам дека минатата година бројката ни е порасната, за разлика од претходните години, и еден многу убав момент со кој што се соочивме во текот на летниот период, ние имаме околу 20 на семејства кои што се повратници од странство, кои што во периодот кога учениците треба да се вратат во, односно да го продолжат средното образование, целото семејство се враќа во Македонија и го одлучува образованието да го продолжат во Корчагин. Искрено беше задоволство и ни е чест затоа што се успешни ученици и работат и напредуваат. Ете, има и обрат. Не само да заминуваат, туку и да се враќаат. Да. Но еве да зборуваме со Бојан, кој што ни е клинички логопед и специјалист. Ако се подготвуваме за средните училишта, голем дел од децата се подготвуваат и за прва оделение. Па што во вашата работа и област ова би значало? Како се одвива една подготовка и да препознаеме доколку детенцата има проблем? До пред една деценија можеме да кажеме дека најчестите предучилишни проблеми кои што се јавува кај децата беа артикулацијските нарушувања, односно неправилниот изговор на гласовите С, З, Р и така натаму. И тука се јавува ние благи потешкоти во читањето и опишувањето како една потешкотија за едно дете кое ќе започне во прво оделение. Но просто во оваа деценија може поизразено многу работи се смени, односно се зголеми бројот на деца со развојни нарушувања, од каде потекна или и потребата за индивидуални образовни програми и инклузија на децата во училиштата. Тука спаѓа аутистичниот спектар, развојната дисфазија, интелектуалната попреченост, специфичните тешкоти во учењето, односно читање, пишување, сметање и така натаму, односно бројот на состојби со кои се соочуваат овие деца стана многу поголем, а исто така стана поголем и бројот на деца, за жал, со развојни нарушувања, па можеме да кажеме дека 1 септември, односно започувањето во училиште стана многу голем предизвик за голем број семејства. Така е. Речи се околу час до 2 трае запишувањето во училиште, односно проверката на детенцето дали е подготвено за да стартува. Како вие помагате? Колку е потребно за да се надминат одредени проблеми? Децата кои што имаат проблем во артикулацијата на гласовите, најчесто се деца кои започнуваат со логопедски третмани пред започнувањето на училиште, но деца кои што имаат развојни потешкоти многу порано се јавуваат кај нас и со тие развојни потешкоти ти продолжуваат во прво оделение. Нашата цел како логопеди, како дефектолози е децата да ги рехабилитираме, односно со логопедски дефектолошки третмани да ги подготвиме за училиште во повеќе сфери на психомоторниот развој, додека пак голем број од деца кои што имаат дислексија, дисграфија, дискалкулија, односно тешкоти во училишните способности, за жал се откриени кога ќе започнат во училиште, односно кога тие се прво, второ, трето оделение и така натаму. И најголемиот проблем, односно измачување за овие деца и нивните семејства е што не се препознаени на време. Па често пати се критикувани од страна на наставникот, односно не се критикувани, туку е укажано дека имаат некаква потешкотија во учењето, дека можеби детето недоволно се труди, нема доволно концентрација и внимание за време на часовите, или пак од друга страна тие деца се исмевани од страна на нивните врсници. Споменавте концентрацијата, па тука би се радо колку ми дозволиш, колку телефоните, таблетите, електронските уреди играат влијание за концентрацијата да опадне? И кај малолетните, но и кај средношколците мислам дека игра улога.
Модерната технологија е доста позната, често зборуваме за нејзе како фактор кој што влие за некакви нарушувања, односно нели најчесто промени во однесувањето, потешкоти во концентрација, внимание, фокус и така натаму, и да, влие. Науката веќе покажува дека преголемата изложеност на уреди кај децата предизвикува намалување на концентрацијата, фокусот, вниманието, некогаш предизвикува дури и забавување во говорно-јазичниот развој, додека пак и средношколците често нели зависи од содржината на која тие се изложени, може да направи некаква вид на девијантно однесување или пак може да предизвика затварање во еден свој свет на интереси, најчесто кај средношколците, но тоа до некаде нели е прифатливо за генерацијата која сега постои. Обично повозрастите ги критикуваат помладите генерации дека во наше време ние не бевме изложени, игравме надвор, но треба да ги сватиме родителите, треба да ги сватиме и денешните генерации. И ние да сме биле генерација изложена на модерни уреди, модерна технологија, веројатно и ние би биле изложени на модерна технологија. Но многу е важно да се разграничи дека модерна технологија не предизвикува развој нарушување. Често пати тоа е една дилема каде што родителите од преизложеност на точни и неточни информации најчесто на интернет добиваат заклучок дека моето дете има најчесто аутизам затоа што е изложено на модерна технологија. Не. Тоа се развојни состојби кои имаат многу поразлична етиологија, а конкретно за модерна технологија прави за доцнување во развојот, но не нешто повеќе од тоа. Така. Јас спомена Александра концентрацијата, јас ќе се надоврзам на булингот, кој исто така го има и во средните училишта, и во основните училишта, но бидејќи зборуваме за развојните нарушувања, колку Бојан често децата со развојни нарушувања и со слични потешкоти стануваат жртви на булинг. Булингот, за жал, е многу застапен по училиштата, не сега, туку години наназад, дури јас кога сум бил основно, знам дека бил застапен, и тоа не само кон децата со развојни нарушувања, туку кон сите деца, најчесто деца кои што се помирни, поповлечени, деца кои што можеби немаат добар финансиски статус и така натаму. За жал постојат такви класификации помеѓу генерациите кои што се сосема погрешни. Сметам дека голема улога игра домашното воспитание, односно како родителот го припрема своето дете тоа да се интегрира во училишната средина, а кога станува збор за деца со развој нарушување или било какви говорно-јазични потешкоти, да, овие деца се премногу изложени на булинг и особено тоа е забележливо кај децата кои што имаат пелтечење. Тие најчесто се исмевани од страна на врсниците поради нивниот печатлив говор кој што не е флуентен и тука се влошува самата состојба, бидејќи пелтечењето не е само говорно-јазички проблем, туку пелтечењето исто така е психолошки проблем. Односно тоа е еден, ние логопедите велиме црн круг, каде што проблемот во говор создава страв. Од целебно зборување стравот создава поголем проблем во говорот. На тој начин можеме да кажеме дека да, булингот е застапен и дека треба се повеќе да се зборува за него. Во последниот период, за жал, сите гледаме што се случува низ училиштата и навистина сите заедно треба да работиме на тоа, односно пред се возрастните луѓе, бидејќи децата зависат од нас. Така. Сте размислувале ли, Бојан, еве за Илана, нека вајџистото прашање за некоја соработка помеѓу логопедско здружение, логопедско друштво кое што ќе им одржува едукации, она што сега го зборуваме во емисијата, да им одржува едукации на децата. Дали основците, дали средните училишта, дека што значи пелтечење, што значи развојни нарушувања. Тоа се учи од мали. Меѓутоа, доколку дома нели сме потврлиле како родители и образованието да ги научи децата, оние со типичен развој, што значи атипичен развој, какви видови на нарушувања постојат. Што мислите на оваа тема, Бојан? Децата во својот развој се како сундир, односно што ние им дадеме, тоа тие впиваат. Па затоа во тој период ние треба да ги искористиме сите наши средства, сите наши ресурси, знаења, да ги вложиме во децата, како во кај основците, така и кај средношколците. Па да, како што спомнавте, треба да постојат, ајде да ги речеме, работилници или часови каде ќе се објаснува за многу работи, не само за децата кои имаат некаква потешкотија во развојот, туку и за сите оние
интерперсонални односи помеѓу врсниците, како што се конфликтите, психолошките потешкоти и така натаму, и при тоа сметам дека треба наставниот кадар активно да се едуцира за состојбите кои што се вуваат кога деца, бидејќи честопати нели наставниците се обвинувани дека недоволно добро знаат како да постапат да се справат или да постават како да постапат со овие деца, но не се криви наставниците. Така. Туку треба, значи, еден системски пристап и мултидисциплинарна соработка за да се добие посакуваниот резултат. Зборуваме за инклузија системот како да не ни е подготвен за истата. Но да се навратиме кај господинот Благојче, зборуваме за промени, зборуваме за се. Колку кај пчелите се видливи одредени промени и колку како пчелар сте забележале и во однесувањето и во носењето на плодот, на она што главна функција има пчелата низ годините. Вака сега, она што е интересно е во последниот период изразени се климатските промени. Така. И сите ние ги чувствуваме како такви. Но како влијаат врз пчелите? Да, меѓутоа она што е интересно, луѓето не ги перцепираат тие работи како такви. Например, сега да тргнем оваа храна што имам донесено овде на масата. Значи во дома кој ќе отидете вие, од 4 залци 3 зависат од опрашувањето. Што значи тоа? Ако нема пчели, нема сточна храна, нема месо, нема млеко. Ако нема пчели, нема овошје, нема зеленчук, нема ништо. И се токму тие како пчелки се подложени на климатските промени. Зошто? Затоа што Балканскиот полуостров заради климатските феномени како Ла Ниња, Ел Нињо, сите тие случувања кои се случуваат горе во атмосферата, фактички допренесуваат да Балканот биде се потопол и потопол. Така. Од друга страна имате климатски екстреми, каде што, например, минатата недела имавме минусни температури, буквално беше спржена целата вегетација, а кутрата пчелка треба да живее од полен, и поленот не може да го најде. Токму таа беше причината да ја напишеме оваа книга Полен и перга, која има 420 страници, која што е фактички библија за пчеларство на ниво на Европа, заедно со колегата Ѓоко Зечевиќ од Србија, иначе напишан на српски јазик. Зашто станува збор? Станува збор како климатските промени го затоплуваат Балканот. Еве за пример, минатата година имав едно предавање во Белград, и пред тамошните присутни, некои 200 пчелари имаше таму присутни, климатските феномени кажуваат дека климата што ја има сега Халкидики, значи тој северниот дел на Грција, ја има сега Белград. Значи, за некои 30-40 години климата се поместува према север, меѓутоа оние растенија кои што ги има во нашите простори не може да ги издржат тие климатски екстреми и се случува проблем каде што фактички некои билки некоја година и ги нема, например мраз, град, икс други работи. И например има еден феномен во пчеларството, пчелата за да може да лета, да се ориентира, има еден протеин, се вика феритин, кој што се наоѓа на стомачето на пчелата, кој што самото име кажува дека има фактички железо во својот состав. Например, во оваа книга ги има сите растенија на овие простори, колку протеини имаат во самиот полен и кои минерали ги имаат. Една проста работа, например, ако одреден полен во кој што е богат со железо го нема, пчелата фактички нема од каде да го надополни, го нема во незиното стомаче и едноставно има една бактерија, се вика Нозема церана, која што се размножува благодарејќи на железото, таа го краде од незиниот стомак и едноставно се случува губење на пчелите. Значи, таа кога нема железо, не може да се ориентира, не може да се најде куќичката назад. И сега кога ќе направиме математика во целата таа работа, биодиверзитетот на дивите и на култивираните растенија зависи од опрашувачите, пчелите се опрашувачи во таа работа и токму преку образованието треба децата уште од мали да учат да го чуваат она што го имаме, затоа што на крајот на краиштата јас ќе кажам, например, ние како Македонија сме многу интересно подрачје кај што се мешаат климите. Од една страна имаш континентална клима, таму кај што живееме, па имаш планинска, тоа е Тетовскиот крај, па имаш медитеранска, значи зборот Демир Капие, на турски значи Демир Капие, железна порта. Но се променува. Да, е медитеранска клима и целиот микс на сите тие клими прават богатство, од друга страна и опасност. Ги споменавте билките. Скопје беше градот на липата. Сега во Скопје не можете речи се да сретнете липа. Добро, на булеварот Партизански има липи, ама само во дрворед. Нема на друго место. Колку оваа промена прави проблем во делот на пчелите, пчеларството на вашата работа? Па, значи, недостатокот на полен е исклучително изразен последните 7-8 години.
ние се обидуваме да најдеме решение за таа работа, затоа што ако вие можете да го промените маркетот денеска, ќе отидете во еден во друг да си најдете храна, тие не може да отидат. Значи пчелата по полен лета некои 800 до 1000 метри, ако во тој радиус не може да најде, таа угинува и тука се прекинува ланецот на опрашување и едноставно тие растенија што ние ги знаеме како такви, затоа што има, например, сад ќе земем регионот Галичица, Охридско, имаме ендемични растенија кои што само таму ги има во светот. Така. И тоа е фактички едноставно наследство на нашата генерација. Ние треба да бидеме свесни дека го задржуваме за идните генерации, затоа што ако вие не можете да најдете, например, македонски јаготки, ќе увезете. Меѓутоа, ако пчелите угинат, тогаш знаете дека се прекинува ланецот на опрашување и представува опасност по човекот од проста работа, затоа што нема да има храна. И кога нема храна, значи Ајнштајн рекол дека доколку исчезнат пчелите, за 4 години ќе исчезне човекот, затоа што за 4 години се трошат залихите на храна што ги имате. Кога нема храна, не можете да живеете без храна. Така. Какви видови на мед правите? Од преска се обидувам да видам какви Покрај медот има и надополна. Да, и билки некои има, и креми. Сега за медот сакам да јас сум човек кој што има доста интересни сознанија. И сакам да кажам еден мал интересен податок. Ајде. Имено македонскиот мед што го имаме ние е еден од најквалитетните на светот, не затоа што ние сме македонци, туку да затоа што е навистина така. А зошто е тоа така? Зошто е затоа што најквалитетен? например најскап мед кој што може да го најдете во малопродажба е медот од Манука, тоа е од Нов Зеланд. Добро. Меѓутоа нашиот мед се одликува по растението кое што е многу специфично од кое што се собира. Растението се вика Палируспина Кристи и името го добило по Исус Христос, кој што одејќи на ридот Голгота, еден римски војник му става на главата круна и вика биди крал. Тоа растение денеска ние го викаме чалија или драка. И од тоа растение нашите пчели прават мед, значи над 80% во медот во Македонија токму од тоа растение. Тоа е фактички го има секаде во повардарието и носејќи го Исусовото име и квалитетот на медот го има истражувано неколку држави, пошто го има на балканскиот простор, има преку 150 активни соединенија кои што влијаат на човековото здравје и држави како Хрватска, како Италија, како Грција, како Израел, како Турција, кај што го има истото тоа растение, го продаваат од брендот мед од Исусов трн, кој што има исклучително лековити својства, а ние сето тоа не го знаеме. Ќе направиме тука една кратка пауза. Ќе да знаеме се по рекламите. Да, во вториот дел по рекламите, бидејќи имаме уште многу интересни работи што треба да ги видиме на масата. Останете со програмата на Канал 5, одиме со кратки реклами, па повторно се враќаме во студиото.